ИТН или информација точна и навремена и така натаму. Дојдовме до втората тема. Горлива тема за старт, затоа што навистина треба да се соочиме со една тема, а тоа се нарекува наследство врз жените. Има една национална мрежа што се бори против ова наследство врз жените и семејното наследство. Велам добро утро и добре дојдовте за Наташа Димитровска од оваа национална мрежа. Добро утро, благодарам на поканата. Вчера имавте и едно излагање од националната мрежа дека штом се спомне името жена или штом е жена, веднаш тука има наследство врз неа. Или со самото тоа што е жена е убиена. 15 жени се веќе убиени со само фактот дека се жени. И ова е застрашувачки. Да, застрашувачки и не знам, запрепастувачки. Како информација и воопшто како факт. Да. Морам да кажам дека оваа бројка од 15 жени ни доаѓа најмногу од медиумските известувања, затоа што не се води доволно добра статистика за случаите на убиства врз жени, односно кои што ние ги нарекуваме фемициди. Не се води статистика бидејќи тие се водат само како убиства. И не се гледа, значи, врската, кога се земаат тие статистички податоци, не се гледа врската, односот помеѓу сторителот и жртвата, за да се дојде до подочни информации колку жени навистина се убиени од нивниот партнер, бивши партнер или некој друг во семејството. Така што оваа бројка најмногу доаѓа од медиумските известувања и од она ние што сме го следеле, дека како жени кои што биле убиени поради банални причини и поради самото тоа што биле жени. 15 жени е бројка за 3 години, од 2013 до 2016, според она што го следевме ние. Само годинава има веќе некои 5 убиства на жени за кои што медиумите имаат известувано од почетокот на годината, што на ние што ги имаме следено. А имате ли информација од каде? Во кој место од Македонија се случиле овие убиства? Насекаде. Еве сега имаше известување, минатиот месец имаше за жена која што беше најдена во Гостивар на улица, за која што се откри подоцна дека била убиена од бившиот партнер. Пред тоа имаше исто така известување за едно убиство на жена која што беше во Скопје. Значи, насекаде има, низ Македонија. И во сите, значи, без разлика од статусот, од положбата во општеството, значи, не дискриминира оваа појава. Да. Просторот национална мрежа или воопшто вашата организација, неколку години веќе ви ова главна преокупација. Со какви други статистики може да ни кажете, со какви статистики располагате и не знам, горлива е навистина темата, затоа што сепак сум дел од таа женска популација, па некако и гледачите би сакала да ги вклучиме во оваа тема. Доколку имате прашања за гостинката од националната мрежа за борба против насилство на жените и семејното наследство, може да се јавите на телефонските броеви 2402-002 или 2402-005. Наташа Димитровска ќе одговори на вашите прашања. Кои се другите статистики? Долги години сте во ова, па би сакала да слушнам. Да, ние работиме на темата насилство врз жени, кој што ги опфаќа сите видови на насилство. Значи, најчесто кога се спомнува насилство врз жени, сите помислуваат на физичкото, што е највидливо. Меѓутоа, да, значи многу по-страшно за мене лично е психичкото насилство, бидејќи знаете, тоа е оневозможува жената да функционира понатаму во сите други сфери. Значи, кога трпи таа психичко насилство во домот, кога е дискриминирана, кога губи својата самодоверба, не може да функционира добро на работното место, во општеството. Значи, тука ја попречува во сите нејзини останати сфери на живење и на работа. Понатаму имаме улично насилство, значи жените може да бидат жртви на насилство, најчесто се и на јавните места. Имаме насилство на работното место, каде што многу не е ретка појава жените да трпат дискриминација на работното место. Значи, сите овие видови на насилство
и места на кои што се случува тоа насилство, ние ги анализираме, пробуваме да го подигнеме да ја подигнеме јавната свест околу сите овие работи, за луѓето да ги препознаваат и жените секако кои што се жртви на сите видови овие насилство да ги пријавуваат. Ме прашавте за статистички податоци. Морам да кажам дека има бројки кои што ги добиваме од институциите, меѓутоа тие бројки најчесто не се оние реални бројки, бидејќи многу жени или не препознаваат, или немаат доверба во институциите, или се плашат, така што многу од насилството останува, за жал, непријавено. Прекјутерно. Да. Да, а случајно. Да. Да. Знам дека и соработувате со некои институции што понатаму се грижат за тие жени што имале храброст да пријават напад врз нив? Да, соработуваме со сите. Меѓутоа, на каков начин им помагате на тие жени што истрпиле такво насилство? Па тие кај нас се обраќаат првично за совет. Потоа ние ги препраќаме, бидејќи ние како мрежа не даваме, значи како извршна канцеларија на мрежата, не даваме сервиси, туку ги упатуваме жртвите до оние организации кои што даваат различни видови на услуги, кои што во тој момент им се потреби. Дали правна помош, дали советување, дали психолошко, значи сите видови на помош кои што се потребни на жената. А понатаму организациите помагаат таа да продолжи по оној пат по кој што сака да продолжи, дали сака да се разведе, дали сака да се оддели, дали сака да му помогне на партнерот, да тој да оди на советување, значи сето она што жената би сакала да го прави во нејзиниот живот. Тука се организациите да ја советуваат и да ја помогнат, понатаму и во соработка со институциите. Да. Освен за овие статистики што ги кажавте вчера, имавте и нешто друго во однос на темата насилство против жените, па би сакала да слушнеме и гледачите да слушнат што се вие имате како сознание досега, кажавте од 2013 до 2016 година. Да, сега ние во фокус оваа тема, темата фемициди, така се нарекува, значи убиство на жена. И да кажеме, доколку се извинувам, доколку не знаат гледачите и воопшто граѓаните, на каков начин дека постои една национална мрежа која ги заштитува овие жени од насилство, да се јават, да споделат со вас и понатаму да им помогнете. Телефонски броеви имате веројатно, па да им помогнеме да стапат во контакт со вас. Да, како што реков, ние како извршна канцеларија на мрежата не даваме сервиси. Значи, тие може да се јават или може да не контактираат на нашата веб страна www.glasprotivnasilstvo.org.mk. Значи, таму може да најдат сите информации. Исто така на Facebook, многу има што ни пишуваат на Facebook, нели тоа е сега полесен начин на комуникација. Да, преку социјални мрежи. Меѓутоа ние ќе ги препратиме до оние организации кои што даваат помош, кои што може да им помогнат. Еден таков SOS линија национална е бројот 15700. Значи жените најчесто и на таа линија се јавуваат, оние кои што се жртви на насилство, кои што бараат некаков совет. Да, малку да предочиме на гледачите на телевизија Новина, отворената утринска програма, во однос на оние насилства што на самиот старт ми ги кажавте, нели на работно место, на улица, па би сакала малце поразложено во однос на тоа што се тоа значи и зошто тоа се случува и кој тоа најчесто го прави. А што се другите сознанија, не ми кажавте, на вчерашниот настанет имавте, освен оваа статистика, 15 убиени жени, што е вистина информација за шок? Па, знаете како, пак ќе кажам дека од Завод за статистика, значи има статистички податок дека од 2008 до 2016 се убиени 70 жени. Меѓутоа, ние сега правиме напори за да знаеме точно како овие жени биле убиени. Знаете, затоа што не се сите случаи на убиство фемициди. Значи, фемицид подразбира убиство од партнер, од бивши партнер или од член на потесното семејство, меѓутоа без никаква причина или поради некоја банална причина која што сторителот ја кажува. За во однос на другите видови на насилство, излезе од нашето истражување
дека 90% од жртвите, жените кои што се убиени токму во нивниот дом. Значи, може да кажеме дека најнесигурното место за жената е во сопствениот домот. Каде што таа трпи насилство, дали физичко, дали психичко, дали економско. Многу пати, значи, психичкото и физичкото насилство се проследени со економско насилство, што значи дека таа не располага со свој фонд на финансиски средства. Туку некој ги контролира. Со што таа нема никаква слобода во низиното движење, во низините контакти со надворешниот свет и така натаму. Покрај тоа, значи, жените трпат дискриминација пред се, потоа и насилство на работните места. Значи, не ретко се случува, еден пример да кажеме, девојка млада да оди на интервју за работа и да биде распрашувана за работи кои што воопшто не се битни за тоа работно место. Значи, многу од жените имаат примери за вакви случаи. Исто така, неретко се случува на улица, значи на јавни места, да биде, значи, жената да биде дофрлувано, да биде, значи, да ѝ се приближи допири кои што жената не ги дозволува. Сето тоа спаѓа под насилство. Да, па и во однос на тоа дека жената е воопшто на тапета, ако професионално си ја извршува својата задача, а некој од страна гледа дека тоа, не знам, поинак посватано, дека некому се додворува, а таа е само љубезна. Да, точно. И си ја врши должноста што и е поставена, така? Точно. Да. Добрите мажи не треба да бидат тивки наблюдувачи. Се согласувате со ова? Точно. Значи, не може само, знаете, овој проблем влијае на целото општество. Не е проблем што е засега само жената. Бидејќи, ако половина од населението, кои што се жените, трпи дискриминација и насилство, толку многу простори и пред се во домот, тоа влијае на целото општество, со тоа што целото општество не може да има напредок. Значи, ако половина од населението не може да напредува на работното место, на јавните места, значи, тоа е влијание на целото општество и секако дека ги засека и мажите. И секако дека и тие треба да се вклучат и значи, самите да не прават насилство, да бидат свесни што е тоа насилство и да не го прават, а и да укажуваат кога ќе видат дека некој друг прави, да укажуваат на проблемот. Кажавте, најнебезбедно место на жената е незиниот дом. Ова излегува дека треба ностоп да биде на работа. Па и таму е дискриминирана, ова излегува дека не треба да оди на работа. А што да прави? Па знаете како треба да препознава. Смешно е, ама и не е смешно. Сега, да не, мислам, да, се трпи многу насилство, меѓутоа не секоја жена е жртва на насилство. Добро, да се разбереме, зборуваме за оние што се тапи. Оние што се жртви на насилство, најчесто тоа насилство е во домот. Треба, значи, да се препознава. И како таа бројка да се намали? Затоа што зборуваме за убиства, не за физичко или психичко, за убиства зборувам. Значи, треба да се препознава на време, да се спречи на време, да не се остава да ескалира ситуацијата, да дојде до оној краен резултат како убиство. Треба на време да се реагира, значи жените треба да се свесни, треба да се борат за своите права и за својата положба и во семејството и во општеството. И нели треба тука да кажеме дека и институциите треба малку повеќе да се заангажираат за да ги заштитат жените, за тие што одат, што се обраќаат во институциите, да добијат потребната поддршка и помош. И заеднички како ова сурова реалност на незаконски акти или влијанија да заедно со здружени сили да биде бројката ем помала, ем да помогнеме некако? Па да си помагаме, да се поддржуваме. Значи и жените меѓу себе, и мажите, и жените заемно. Да го препознаваме насилството, каде што се случува, и да обрнуваме внимание на тоа насилство, да го пријавуваме за да биде санкционирано навремено. Да ги поттикнуваме институциите да воспостават потребни мерки и сервиси за заштита на жените, на оние кои што се веќе жртви. И нели сите заедно да поттикнуваме свеста, сите да знаеме што се случува и да се бориме против тоа.
Под насилство, ако утапаш мува, не се вбројува, така? Добро. Имаме еден тука член неповикан. Гледачите ги повикувам на 2402-002 и на 2402-005 да ни се јавите. Може би очекувам она прашање најчесто поставувано кога станува збор за насилство врз жени, да се јави некој маж и да каже: вие знаете ли дека има и насилство врз мажите? Слободно, мажи, јавете се. Се шегувам, само горлива е темата, но сакам нели да бидеме сепак утринска програма. Да, утринска програма е сепак, да не почнеме сега да плачеме. Можете слободно да се јавите и да прашате се што ви интересира врзано за оваа тема. Ете, од националната мрежа Наташа Димитровска е тука представничка, гостинка во телевизија Нова. Зборуваме за она наша тема или колку да препознаете насилство врз жената и што подразбира семејно насилство. Ете, што подразбира семејно насилство? Па Јас се прашувам. Да, како што реков, значи она што најмногу се препознава е физичкото насилство. Значи жени кои што трпат физичко насилство од шамар, кој што во некои средини и до пред некое време беше општо прифатено како нормално кај нас, знаете, или мажот ќе удри шамар на жената, па тоа не е ништо, нели? Жена е таа. Од шамар, значи, до кубење, до тупаници, закани, значи, оружје, се тоа се спаѓа под физичко насилство. Понатамо, како што реков, многу почесто, но не препознаено е психичкото насилство, во кое што мажот, партнерот ја контролира психички жртвата со тоа што ја омаловажува, нели ја уништува незината самодоверба, а со тоа ја контролира на сите начини. Тука најчесто се случува да ја контролира и економски, значи да не дава да располага со нејзини пари, со нејзини финансиски средства, за таа повторно да биде ограничена во нејзината комуникација со надворешниот свет и да биде ограничена во округот на домот и да биде под контрола на партнерот. Исто така сексуално насилство, значи жената да се тера на работи на кои што не се согласува, нели без разлика дали е тоа од партнер, од бивши партнер, од близок човек, значи се случуваат и тие работи. Тоа е значи што спаѓа во семејното насилство најчесто и што се препознава како семејно насилство. Да. Зборуваме и за она колумна, сакам ако да зборуваме за заменичката генерална секретарка на Обединетите нации или извршна директорка на телото на Обединетите нации за родова еднаквост и за јакнување на жените. Станува збор за Фумзиле Мламбо. И таа вели дека булката и гневот на повеќе од 1 милион луѓе кои твитаа на #MeToo, значи хаштаг #MeToo, и мене исто така. Во изминатава недела ги преполниле социјалните медиуми со лични приказни за сексуално вознемирување или напад и виртуелниот марш на солидарност ги потенцира, во исто време итноста од изнаоѓање на заеднички глас и скриеното мерило за напад. Прашувам дали Македонија се вклучува во оваа нивна кампања? Па, хаштагот #MeToo, значи, произлезе од она што се случува, што почна во Холивуд, кога многу познати жени глумици, кои што сите ги гледаме на малите екрани, испадна дека трпеле насилство, дека биле жртви на насилство, меѓутоа дека го преќутеле тоа, бидејќи било од личности кои што биле многу влијателни. И една по една започнаа да го кажуваат, и тоа се прошири низ целиот свет, бидејќи како што се случува на жени кои што ги гледаме, кои што се толку познати и кои што ни се пример, значи дека се случува многу повеќе на оние жени кои што можеби се помалку видливи. И од мажи кои што се на повисоки позиции, кои што се повлијателни и врз кои што, знаете како е многу тешко да се, против кој е многу тешко да се оди. И тој хаштаг произлезе од таму и се прошири низ целиот свет. Секако дека ние се вклучуваме и како мрежа и како организации, се вклучуваме во сите движења и во сите значи женски движења низ светот. Ова беше на индивидуално ниво. Сега за нас што ќе следи она што секоја година што го правиме,
е 16 дена активизам против насилство врз жените, кој што започнува на 25 ноември и трае до 10 декември. И тоа се оние 16 дена во годината во кои што најмногу се зборува за проблемот насилство врз жените и тоа е ден на секаде во светот и тука го предвиди исто така Обединетите нации. Да, но сепак виртуелниот извик во овој момент има, мислам, кликот е веќе даден и информацијата е дадена и веднаш да отиде низ светот која е пораката. Виртуелниот извик би требало и ние да се вклучиме во сето ова. Им дава глас, вели таа Фумзиле Мламбо, зборувам за извршна директорка на Обединетите нации, дека се вклучуваат и во оваа кампања за заштита на жените и воопшто против насилството на жените. Вели, вознамирува девојка или жена и да се помине без казна е сурова привилегија, а во многу случаи и норма. Она што сега го гледаме како што жените се сплотуваат и заедно се ги зајакнуваат ставовите, како што и мажите се вклучуваат за да додадат признание на нивната улога, е потврда за праведноста зборување во јавност. Би сакала да се вратиме на оној момент кој го кажавте насилство на работно место, насилство во домот. Што подразбира насилство на работно место? И кој тоа најчесто го прави? Ги имате ли тие некои информации? Шефот? Шефицата можеби, затоа што зборуваме нели за психичко насилство. Значи секогаш тоа се главно се тоа луѓе. И знам дека од пред некоја година има нели мобинг каде што се вклучуваат оние што се во тој дел. Да, меѓутоа мобингот е малку пошироко ги опфаќа, значи сите видови на дискриминација на работното место. Ние зборуваме сега за насилство кое што го трпи жената, кое што многу често е сексуално насилство на работното место, значи дали непристојно, непримерно допирање, дали непристојни коментари сексуални, сексуална природа. Значи за многу жени сексистички. Да. Сексистички и сексуални. Значи, и едното и другото. Да. За жал. Многу жени значи го трпат тоа како што реков и многу жени кои како да е нормално. Да. Така. Многу жени го трпат и го преќутуваат затоа што не можат против тоа, затоа што главно обично доаѓа од луѓе, од мажи кои што се на повисока позиција од нив и знаат дека ако кажат нешто или може да бидат избркани од работа, или може понатаму да се влоши состојбата, или може ништо да не постигнат. Значи, тоа се до сега беа трите опции кои што жената ги имаше доколку каже нешто за она што го претрпела. Меѓутоа, со ова сега што започнува движење, нели како што реков, што почнува од Холивуд до ние жени што ни се највидливи на сите во целиот свет, што ги гледаме на екраните. И кои што се секогаш средени и дотирани, кои што мислиме дека немаат никакви проблеми во животот, значи штом тие излегуваат и го криваат својот глас против ова, тоа им дава поттик и на оние другите жени кои што можеби не се толку видливи. Што не се од јавна професија да си го кажат своето мислење, својот став и воопшто да пријават. А доколку имате прашање за нашата гостинка од националната мрежа за борба против насилство на жените и воопшто за семејното насилство, може да се јавите на телефонските броеви 2402-002 и 2402-005. Наташа Димитровска е тука во студиото на телевизија Нова да ви одговори на сите ваши прашања во однос на достапноста, во однос на информациите и во однос на тоа што можеби ете во моментов сакате да пријавите насилство, а не знаете кому да се обратите. Постои една национална мрежа што се грижи за овој проблем. Рамнодушноста, мислам дека е најгорливиот проблем во сето ова. Се согласувате? Рамнодушноста од мажите пред се. Да, од мажите пред се, меѓутоа исто така и од жените. Да, од жените во однос на навиката или ајде ќе одбијам на глупост. Да. Најчесто. Да. Тоа е она што рекав дека значи до сега беше толку прифатено, некои моменти кои што ја омаловажуваат, ја понижуваат жената, беа прифатени како нормални. Значи шлаканица, нели? И сега во некои средини е прифатено како нормално. Мажот треба да држи под контрола жената затоа што таа треба да се држи под контрола, нели? Ако излезе надвор, не знам што може да прави, да. Значи тоа до сега беше
тоа е, знаете, такви работи кои што се влезени некако во она општо прифатени мислења, е многу тешко да се искоренат и многу тешко се подигнува свесноста дека тие работи не се добри и дека влијаат лошо на таа жена, дека ја оневозможуваат во нејзиниот живот општо и во домот и надвор. Значи, тој вид на насилство, значи дали физичко или психичко и психичко исто така, значи секој ден мажот кога изборува на жената, ти ништо не знаеш, ти ништо не вредиш, тоа значи и влегува нејзе во психата и потоа таа како да оди да функционира надвор, како да излезе во општеството и да биде, да придонесува во тоа општество со својата работа, со својот контакт со другите луѓе и така натаму. Да. Се надевам дека барем нешто начнавме, дека треба да бидеме свесни, дека постои една национална мрежа која се грижи против насилството на жените. Ви благодарам за денешното ваше гостување, Наташа Димитровска, и верувам дека нема да имаме друг пат причина да не бидете гости и да зборуваме повторно дека има статистика на, не знам, 15 убиени жени со самиот факт што се жени. Јас би сакала идниот пат да зборуваме за некоја поубава тема и тие жени што пријавиле кај вас насилство, да се изборат за својот живот и понатаму да продолжат нормален живот, а би сакала сите оние што работат да си работат нормално, сите оние што се мажени да бидат нормално прифатени, сите тоа да има еден нормален свет, да живееме нормален живот, да не бидеме дискриминирани и да не се зима се здраво за готово. Ако јас сум сега на работа и треба мојот шеф да ми довикува или не знам, недолично да се однесува, со само тоа фактот дека сум жена и мојот маж да ме почитува. Би сакала. И јас се надевам дека нема да има потреба веќе да зборуваме. Да, и јас искрено би сакала да не влегуваме во на лоша статистика, само добра. Продолжуваме со информација точна и на времена. Наташа Димитровска беше тоа во отворената утринска програма на телевизија Нова од Националната мрежа за борба против насилството на жените и воопшто за семејното насилство. Продолжуваме ние понатаму. Не ја менувате фреквенцијата на телевизија Нова и ТN заедно со вас се до 10 часот.